Нема повеќе да се толерираат бесните возачи по улиците низ Македонија. Секој кој го прекршил законот ќе биде санкциониран. Министерот Панче Тошковски најави дека со проектот Safe City не е целта да се пишуваат казни и да се полни буџетот, туку да се спасат човечки животи и да се подигне свеста и сообраќајната култура кај граѓаните на повисоко ниво. Пред да биде ставен во функција, ќе има месец дена пробен период во кој граѓаните прво ќе бидат предупредувани за секој сторен прекршок, а потоа доколку повторно законите не се почитуваат, ќе има казни. Во интервјуто за Мија Тошковски вели дека се потребни уште неколку законски измени за од 1 јануари 2026 година проектот биде ставен целосно во функција. Во рамки на собраниска процедура е влезен законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Исто така во процедура е влезен закон за прекршоци, кој што директно е поврзан со имплементација на безбеден град и во иднина безбедна држава. Понатаму ќе следат кривичниот законник, законот за извршување на санкции. Од 1.1.2025 година, со измената на правилникот во однос на регистрирање на моторни возила, се отпочна процес на собирање на сите потребни податоци и информации кои што се поврзани со сопственикот на возилото. Казни ќе има и за несовесните пешаци и возачи на тротинети. Задолжително ќе биде носење на кацига додека се вози тротинет и мотор. Нема да може да се користат мобилни телефони додека се поминува на семафори на улица, а ќе биде дозволено да се носи само една слушалка на уво. Ова, како што вели Тошковски, има за цел да ја зголеми безбедноста на граѓаните и намали бројот на незгоди по улиците. Во клиниките низ Скопје секојдневно докторите имаат по 5-6 интервенции на скршеници на рацете од паѓање од тротинети. И тоа најчесто станува збор за малолетници. И самиот Тошковски објасни дека можел да биде жртва на ваква слична незгода. Само што не ме згази еден возач на електричен тротинет. Мислам дека беа дечиња, 2 малолетни лица на тротинет. Прво, не смеат 2 лица да се возат на тротинет, ниту согласно сегашната регулатива. Ниту едното, ниту другото имаа кацига на нив, ниту едното, ниту другото беа обележани. И сега имаме регулатива која што е поврзана со управување на тротинетите, која за жал не дава резултати. Бројките се поразителни. Само лани во сообраќајни незгоди во државава загинале 142 лица. Во споредба со скандинавските држави, каде годишно има по 30 смртни случаи, во Македонија во просек гинат помеѓу 75 и 80 жители на 1 милион, односно 40 до 50 пати повеќе.